Претходно во диетално максимално гледавте. Ивана беше ставена на тест. Пред неа имаше целовкусно меню на тавирна трапезарија. Таа требаше да одбере нешто што сметаше дека ќе помогне и ќе помине пред Клаудија. Не го направи вистинскиот избор. Доби добра лекција од нутриционистот Клаудија за тоа што да јаде. Значи можам што сакам да си нарачам, така? Ти што сакаш? Што сакам. Јас идам прво, може? Јас ајде. прво ќе нарачам. Поред. Има ракови? Имаме ракшина добри. Да? Има на путер, има и на маслиново. Како? Има и на путер, има и на маслиново. На маслиново може. Како е тоа? Поздраво, така? Да. Може. На маслиново ќе биде. Добро. И со што? Па ракшињата ги служиме само така со лимонче. Ако сакате нешто гарнир или некоја салата, ќе направиме. А донеси ми само ракчина, пошто сум јадена. Да, донеси ми само ракчина. Само ракчина? Да. Во ред, може. Фала. За вас? Добро, за мене е чипс и бидејќи постам лигни. Имате поховани со? Да. Само со брашно, така нема Да, јајца. само брашно. Добро, лигни и една мешана салата. Добро. Тоа ќе биде, така? Тоа ќе биде, да. Нешто за пиење? Вода. Останувате на вода. Да, Добро. Тоа е тоа. да. Фала ви. Можете. Фала. И благодарам. Фала puno. Пријатно јадење. Фала. Со што ќе почнеме? Па со салата да почнеме. Ајде. Ајде повелете вие. Ајде ти прво служи се. Салатата тачно што има унутра? Има цвекло, зелка и морков. Супер. Добар избор. Ние во Македонија оваа ја викаме свадбарска. А да? На сите свадби ја има. Стварно? Да. Добро. Ја мислам дека е ова, ако го има на свадби, најздравото што го има на таа свадба. Ама се комбинира со ракија. А, добро. Заборавиш што кажав. Ајде да пробам малку, може? Може. Ајде да пробам малку твојата салата. Со ракија викаат најбаво иде. Аха. Ти ја правиш исто и дома? Да. Таа салата? Да. Исто овака се прави дома или се става уште нешто? Ставам само оцет, јаболков најчесто. Океј, Или ако немам јаболков вински. добро. Балсамико не ставам, бидејќи малце ми прави благо и благудњаво и не ми е вкусот тој. И зејтин обичен, бидејќи маслиновото сме го купувале да го јадеме. Ама ми го менувал вкусот некако. Затоа што има шекери. Да. И претежно со оцет и со зејтин и сол. Па добро е. Да. И кога ќе се насецка свежа, количински или ако повеќе насецкаме, без да се оксидира, без да потемни, седи во фрижидер и до наредниот ден изрендана. Без проблем. Не потемнува, да. Така да некојаш да речем кога да се брзаме, по количински ќе наредам во некој канче и за утре дента имаме пак салата од истата. Супер. И се комбинира со нешто, нели? Секогаш И се комбинира овака со овакви ствари кај тебе дома? со вакви ствари, да. Стварно? Да. Океј, што е ова, тачно? Ова е чипс, мислам дека од компири, или од тиквичка или од компири, предоставам од компири дека. Е тоа како се јаде? Се јаде, ако е пака помрсничко, меѓу лепче ќе си го ставиш и си го подстиснеш да ти пушти зејтинче и си го гризаш. Стварно? Значи тоа е поховано? Ова не е поховано, ова е само пржено во врел зејтин и ко чипс да испадне компирот. Океј. А ова е поховано. Значи тоа што не би требало да се јаде, добро. Ти знаеш дека ако е кромпир, кромпирот може да се јаде најубав е кој се става или урелна, Добре. или да го вариш. Тогаш нема да има толку, затоа што ова е гледам, се гледа, нели? Да. Дека има многу масло. Да. нели? И тоа е плива у масло, не Па да плива, има него да. плива у масло и тоа не е баш добро ни за здравје, за здравје не е воопште добро. А исто и не ти дава, да кажем, ништо од
нешто Алтернативно што ти треба, да, што ти треба. Не можам да ти кажам дека окей, би требало еднаш да се јаде тоа у седмица, тоа што ти да ги избегаваме тие ствари најболje. Би било добро да можеме да го вариме, да го печеме урелна, нели? Да биде малку да вкусот има на кромпир. Така. Ме разбираш? Да знаеш што јадеш. Ова веќе сега е со вкусна повеќе на пржано. Се Тачно. губи вкусот на компира, да. Тачно. Затоа би било подобро да се навикнеме, да малку да се јаде веќе. Знам дека и за деца ова сигурно е интересантно затоа што е пржено, затоа што Баш е ко чипс. тачно. Се гледа дека тоа е Да. Тоа е тоа што сакат и со тоа да добијат. Не, визуално, да. Така да тоа е no-go. А Ова се лигни, овие се лигни, да. исто поховани во брашно само, Да. пржени. Да, лигни се добри се многу здрави. Но би било боле подобро да се стават или на скара, Така? нели? Имав една рецепта што кога не се вака сечени, Добра. што се Цели. цели, Така. може да се полнат. Да се полнат, да, многу се убави кои се полнети, дигните, многу се убави. И се полнат исто со варено јајце, да, варено јајце, и со овие, знаеш овие што се ногите што имаат Добра, тие, перките што ми се да. што тоа се сече на малишко, Добра, нели? Тоа прво се испржи се утавче, така, лук, магданос, едно јајце варено се става унутра. така, И ако сакаш може да ставиш зеленчук, една врста зеленчук, ама на сецкани се малиш. ситно. Унутра се става и после се полни, се затвора со чечкалица Добра, и после малку ќе ги испржиш у тавче, нели, ќе ги вртиш, после со вода и ќе направиш еден сос што се прави со добро, јацнав. добро е. Со домат, се Добра. прави еден сос со туџи, со магданос, со лук. Се става унутра после и тоа се крчка остава заедно. Да. И тоа е многу добро. Значи Ете. има некои ствари што може да се Ама јаде. ние не ги знаеме, пример, тие рецепти, не ни тегнало дека може, а Да. на пример многу повкусно звучи отколку ова. Да, Ова е само и тоа, многу е толку. повкусно да го пробаш. Ајде од ова ќе збориме исто, може еден ден ќе го направиме заедно. Затоа што ово здраво не е ни ова, сега што гледам, си наруча салата е перфект, нели? Али сега да е тука некоја риба, да е тука некој стек, да е тука некој месо, чисто, без сос, Така. би било одлично баш за ова салата, пошто е ова салата добра, Така. нели? А сега ова малку Комбинацијата. комбинацијата уопште не иде со ова. Мислам. Затоа ние прво салатата ќе изедеме, па после Да, после ова ќе се јаде. Ова Нема да ги мешаме. Ова као десетки ни Да, биде. Добро, само малку да ти објаснам дека тоа похованото, наравно, тоа сега изима толку зејтин кога се поховани ствари, изима толку зејтини и толку вуче тој зејтин да после кој ќе го јадеш имаш мек на зејтин. Да, има. Више на зејтин него на тоа што стварно се јаде. Да. Нели? Ајде почнеме ние малку да уживаме. Сега знаеш што мислам ја од тоа, теа ти малку ќе мислиш, нели, од тие ствари и може дома кој си може ќе кажеш, чекај, сакам да направам кромпир, ама чекај, како што ми рече, ова ќе го пробам. Затоа и сте ни потребни вие уствари, затоа што еве пример самиот рецепт што ни го кажав дека постои, одма мене ми се менува визијата дека тоа што го јадеме може да се направи исто вкусно. Да. Тоа што секогаш нели кога спремаме храна идеш со мислата да биде вкусно, а не да седнам да се најадам, не, него да биде и вкусно. Тачно. Сега вие пример тој рецепт што го кажавте со лигните ми е мене пример многу повкусен од ова. Јас си го замислив и 3 пати сум јадна. Да. Ама ќе го направиме може еден ден и да го пробаш и да видиш како може да се јаде све ова и на друг начин. А сега изволи, ајмо. Фала. Ајмо да почнеме да јадеме. Дали сте подготвени за вистинска трансформација? Добре дојдовте во уште едно ново издание на Диетално максимално.
Овде се поместуваат границите и правиме нови приказни во кои што победуваме со лични победи и мотивации. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Со насмевка, но и со многу прашања и очекувања. Марија денеска ќе ја посети Биотек поликлиника, каде што ќе биде пречекана од врвен медицински тим и ќе ги направи своите први детални здравствени анализи. Под будното око на интернистката доктор Катица Костовска ќе дознаеме каква е моменталната здравствена состојба на Марија, кои се најважните параметри за нејзината трансформација и што всушност ни открива телото пред да започне промената. Не пропуштајте, денеска по Диетално максимално. Кога здравието зборува, тогаш промената започнува. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум доктор Катица. Јас сум Марија. Драго ми е што сте денеска со Мене исто. нас. Како сте? Одлично и баш ми е мило што во Биотек дојдовме. Добри гласини. Благодарам. Ќе ни биде чест и задоволство да Има. се дружиме заедно. Повелете. Како сте, Марија? Добро. 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 Дали имате некои здравствени проблеми? Здравствени проблеми. Оперирав рабет. Добро. Пред колку време? 2,5 години. После 6 месеци ми удри кола, значи оперирани ми се Така. рамото тука дојдал. Добро. И имам нерв прекинат, значи после 2 операции не продолжи да работи раката така. Така. Наназад не можам да ја носам. Освен нанапред и дел Ограничени нагоре. движења, значи, добро. Кажете ми, дали сте имале повреда некоја или тоа се случи како старички промени дегенеративни, како ви ги опиша? Па тоа е повреда. Повреда? Значи, повреда, да. Имавте сообраќајка нешто? Собраќајка ми удри кола. Значи, после повреда Да. тоа. Така. Дали имате... Тоа е состојба уствари, нели не е Да. болест. Да, Да. така. Веќе 3 години пием антидепресиви заради анксиозност, пошто Така. нели ред работи се случуваат и сега веќе почнав да ги намалувам на 5. Така. Која терапија хронична ја Зепира. користите? Добро. Други дали користите Зепира лекови? и моментално користам Вентолин. Метахолински тест направив Така. на 0,06 ми покажа нели најака. И чекам докторот, нели, мој термин за да ми одреди терапија. Да ви одреди терапија, така. Добро. Дали имате алергии? Докажете нешто кога правите испитување некоја алергија? Не. Добро. Во минатото, освен ова што ми го кажете, некои други заболувања, операции да сте имале? Да, се оперирав малиген меланом, како канцер на кожа. Да, така, Да. пред колку време беше тоа? Пред 6 години. Пред 6 години. Следите Си уште одам контрол? на редовно следење на 6 Така. месеци. Значи болести од притисок, шеќер, такви работи нема, Тироидна, но имам така, ете нека. состојби кои што нели не се лекуваат, нема. Луѓето се следат сега, така, да се одржуваат. Така. Кажете ми дали и во фамилија имате некои наследни заболувања? Па е астмата, Астмата, значи вие? шеќер, Така. притисок имаат моите. Вие се уште не? Не. Не, ги следите редовно дома, дали го контролирате крвниот притисок? Да. Да? Колку се движи? Мојот обично знае да е понизок претежно. 100 со 60-70. Така. Ама во последниве 2 месеци некако посмирено почнувам да ги примам работите, притисокот Притисокот е добар. добар. Така. Дали сте пушач? Да. Да, по колку пушите на ден? Една кутија. Предходно пушев електронска цигара 4 години, но докторот мој на пулмологија ми рече подобро да исфрлам таа. Подобро е обична цигара, него. Добро. Под најдобро е никаква, но Така, така. зависноста си е. Зависноста е малку лоша, добро. Дали сте работите нешто? Работам во градинка со деца. Браво. Така, добро. Ајде да видиме сега како е притисокот. Левата рака ќе ми ја дадете.
Одлично. 110-70, браво. Кажете ми дали имате физичка активност секој ден, дали имате навика да пешачите, да се движите пред да дојдете овдека? Не. Не. Пред да дојдеме овде, откако беше операцијата на рабетот, нели во она, пошто имам ставено и плочки. И во таа состојба и 2 години бев на боледување од сообраќајката. И јас некако се улежав така. Така. Сега се надевам дека ќе биде поактивно. Така е. Затоа е тука тимот. Да. Сега ќе продолжиме, ќе направиме ехо на абдомен. Дали сте правеле по поскоро време ехо на абдомен? Не. Не сте правеле. Не, некако од сите тие овие 3 години, од сите тие трчања по еден, некои работи изостануваат. Не можеме Добро, сега. можете да се легнете сега на креветчето, да се опуштите и да продолжиме со прегледот. Добро. Кажете ми го вашето презиме? Марија Неделковска Ѓорѓиева. Колку години сте? 45. Кога последен пат, Марија, правевте ехо? Ехо на абдомен правев пред 2 години, значи ради лимфните јазли. Сегде, нели, ги правев на лимфните јазли. Така. Пред сообраќајката беше тоа, после тоа веќе. Не сте повториле одавна, значи... Ехо не, само тумор маркери. Во ред. Ајде сега опуштете се релаксирано. Задниот дроб. Замасте. Тоа сигурно го имат кажувани на претходните ехо прегледи. Па бев послаба, Послаба бевте? за 30 кила. Значи ова е последниве 2 години замастеност. Задниот дроб замасте. Меѓутоа некои други промени не гледам. Поднесете сега како се. Како бубрек у Лојсе, сигурно. Да. Да, малку е послаба ехогеноста, затоа вака. Одлично. Сега левиот. Да ме праша. Да најдеме и левиот бубрек. Еве го. Одлично. Бубрегот во Лој. Да. Лев бубрек со димензии 120 на 48, десен бубрек со димензии 101 сантим, 101 мм на 50 мм, значи тоа е во граници. Камчења не гледам. Знаци за застој не гледам. Панкреас добар.
со правилни контури. Значи, ова е севорит. Само црниот лоб што е замастен и му влези во лој. Можете полека да си повелете уште хартија. Ако ви треба помош да ви помогнам. Да станам. Ќе ви помогнам сега. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Се надевам дека ви беше забавна, интересна и денешната дружба. Ако е така, тогаш ве очекуваме утре во истото време, 16:30 на вашата Канал 5 телевизија. Довидување! Утре во Диетално максимално ќе гледате. Утре во Диетално максимално ќе имаме вистински тест на дисциплината и тоа на маса. Учесничката Бити Митевска ќе има специјална средба со нашиот нутриционист Клаудија, но овој пат, наместо во канцеларија, ќе се соочат очи во очи во ресторан. Пред нив ќе има мени полно со искушенија, а одлуките што ќе ги донесе Бити ќе откријат многу повеќе од апетитот. Кој каква порција ќе одбере? Дали Бити конечно научила како се прави паметен избор? И најважното, дали со нарачката ќе израдува Клаудија или ќе следува разочарување? Гледајте ни утре, затоа што секој залак е чекор поблиску или пак подалеку од целта.